Благодарам, подпредседателе. Навистина ми причинува задоволство кога прашувам и добивам комплетни одговори, посебно од Министерството за труд и социјала, за кој што и самите граѓани, меѓутоа и ние како пратеници, овдека се чувствуваме многу задоволни од тоа што сме го донесле. На крајот од денот секој пратеник се прашува кога носам закони, дали тие закони имаат добри бенефиции за граѓаните. А од Министерството за труд и социјала, всушност, сите закони што ги донесовме, посебно социјалниот пакет, ни донесоа бенефиции на сите нас, на граѓаните на Република Северна Македонија. Сакам да назначам да истакнам овдека дека горда сум на тоа што 27.417 домаќинства, опфатени околу 120.000 граѓани, добија 300% поголема гарантирана минимална помош, 22.374 наспроти до тогаш 6.880 детски додаток добија, 8.681 дете образовен додаток, 2.631 старо лице со над 65 години кои не ги исполнуваат условите по нормална законот за пензија добија старосна сигурност или закон според она популарно речено социјална пензија и некаде 10.323 стечајци, тоа до 2018 декември е земено околу 11.000 досега, се опфатени стечајци кои добиваат 34% од просечната плата на државата до нивното пензионирање, со тенденција да, кога ќе го изгласаме до крај третата измена на овој закон, уште 1000 лица. Она што посебно ме радува и сакам да апелирам до граѓаните да повеќе се информираат во агенциите за вработувања, имав како дополнително подпрашање колку бројот на вработени лица кои во 2019 од активните мерки и услуги за вработувања на оперативниот план на владата за 2019 2846 лица се вработиле. И тоа бидејќи доаѓам од пета изборна, од Охрид, сакам да ги споделам со граѓаните и бројките. Охрид 57, Дебрца 2, Кичево 36, Струга 112, Вевчани 2, Крушево 11, Ресен 17, Битола 120, Могила 6, Дебар 30, Демирхистар 16. Или во петата изборна единица, купно 409 лица биле опатени со оваа мерка. Дополнително сакам да поставам прашање кое што ако може сега да ми се одговори, ако не во писмена форма. Бидејќи имаме одлични резултати, може и да се подобрат. Дали министерката и министерството веќе превзема конкретни мерки за доекипирање на центрите за социјална работа по општините, за поголем пристап до граѓаните и поголемо информирање, како би биле опфатени уште и повеќе граѓани, особено од руралните средини. Ви благодарам.